Пациентите кои имаат потреба од ортопедско помагало или продолжување на хроничната терапија, услугите можат да ги добијат кај матичниот лекар. Доктор Светлана Трифуновска, специјалист по семејна медицина, вели дека во оваа ситуација тие имаат поголеми овластувања за граѓаните да не мора да ги посетуваат другите институции. Било што да се случува со пациентот, прво што треба да се направи да се контактира матичниот лекар. Амбулантите се, да кажам, во овој момент преоптоварени. Не би рекла толку многу со пациенти што влегуваат на дневно ниво, колку со обврски и реорганизација на самата матична амбуланта. Во која смисла? Во смисла на капацитетите на секундарно ниво се намалени. Значи, вие сега немате хронични пациенти што одат за било што, за било каква контрола, за преписна терапија, дури и боледувањата, им добивме повеќе ингеренции за да поминуваат кај нас пациенти, дури и телефонски се јавуваат, ни кажуваат симптоми, имаме одредени ингеренции како што можеме да постапуваме, што порано сме ги немале. Сега е вонредна состојба на пандемија. Исто така, матичните лекари целиот пристап до фондот за здравство го блокираат. Што значи тоа? Пациентот веќе не оди за ортопедски помагала, за боледувања и за било какво доставување на документација, тоа се оди електронски преку матичниот лекар. Се што може да се реши на примарно ниво, не се испреча на секундарно ниво. Граѓаните со симптоми кои упатуваат на COVID-19 најпрво да се јават телефонски кај матичните лекари, кои што потоа ќе им укажат на понатамошните чекори што треба да ги преземат. Првата линија на борба ќе бидат матичните доктори и точните информации да се добиваат само преку матичниот доктор, со цел да го заштедиме времето и здравието на колегите што се најекспонирани во моментот, колегите од епидемиологија, инфектолозите, и да не ги набројувам сите колеги што работат во ургентните центри, значи најекспонираните колеги да имаат помалку работа е важно, затоа ние треба да ја направиме главната превенција. Пациентите тоа што треба да направат за да ни помогнат, да останат дома. Препораките на надлежните во насока на превенција од COVID-19 се однесуваат на одржување хигиена и останување дома, како и самоизолација на лицата кои патувале во ризичните земји или имале контакт со заболени лица.